Културните разлики во Македонија, испреплетени со историскиот континуитет на различни религии, создале многу заеднички вредности, но формили и традиции што и денес се негуваат засновани на некои посебности, карактеристични за религиската припадност. Денот има поинаков вкус во еден муслимански или христијански дом, кога се следат традициите на празнувањата. Сега во момент правиме рамазански питици. Тоа се исклучиво прави за Рамазан со чурокот и со сусам. Постна салата со марула, ротквица и кромиче младо. И во оваа салата може тие што постат без зејтин, само сол, оцет или лимон. Поготово сега сите практикуваат јаболков оцет за како здрава храна. Вера Роџовска е педагог во пензија, израсната во духот на православната вера. Си одам во црква, во недела, за празници, за... Нашите пости траат 7 недели великденските и не би можела да издржам. Последната недела практикувам да постам. Јасмина Хајрадиновиќ Кадрич е дизајнерка на мебел, воспитана по вредностите на исламот. Одам во џамија, кога имам време одам, кога не дома молитви, нели 5 пати дневно. Молитвам, така да тоа ми е многу убаво на душата, многу убаво се чувствувам, многу полесно ги прифаќам сите што викаме ние дачи и недачи, се што ќе те снајде убаво и лошо, многу полесно го надминуваш. Сега смичеа да ти ги сецкам патлиџани Па може ја ги излупам овие сепак. А? Сепак, излупи така ги, излупам. Не штедеа време, не штедеа ништо за да ја раскажат нивната приказна, преку заедничка подготовка токму на храна карактеристична за двете различни религии. Постната сарма се подготвува со прас. Исклучиво ја правиме со прас, зачини и ориз. И сува пиперка може или буковец. Ова се тие манти. Сега по желба може да згора со кисело млеко и со бело лукче да се попрска, нели? И пак да се запече во рерна, тогаш стануваат уште помеки и она лапни голтни буквално. Така да. Смиче патлиџани како да ти ги сечам сега да те прашам. Аха, па така, не мора да е крупно, значи Не многу нормално. крупно, добро. Ова било секојдневие на семејството Роџовски и Кадрич во аеродром, каде претходно живеела Јасмина. Живеевме врата, крши врата. Вратите не ги затваравме, имавме послано една черга, една пријателка од Јасмина. Кога ја праша која ти е комшика, учителката Верче. И ни подари една ткаена черга и вратите да ни бидат отворени, во лето поготово. Она ми беше као мајка, сестра, тетка, све живо. Да. Ја тоа не можам да го заборавам и многу често ја канам на гости на спиење кај мене да дојде и идам кај нив на гости. И децава ни се многу блиски. Што има Јасмина, има и мојата фамилија. Значи, не сме правиле разлика. Не. Многу е битно да е човек да е верник, без разлика од која вера и нација. Од таков човек имаш само нели добрина, никогаш не можеш да посумњаш во нешто лошо дека ти ќе се случи. Крадењето на пријателството почнува пред 30 на години. Тоа е периодот кога на просториите на поранешна Југославија беснеја конфликти, кога оружјето ја убиваше толеранцијата со животот. Чекај само да го видам лепчето да не ми отиде, маката да не ми изгори. Да ти помогнам тука? Или да направам ја салвата? Ајде прави Алба. А? Наспроти предрасудите, тие изградиле вредности кои денеска можат да бидат прва лекција од учебникот за соживот. Аминче беше на постдипломски студии во Истанбул. И ме носеа и во Истанбул, ме шетаа таму. И јас кај гостите, бев гостинка кај роднините на Јасмина и тие се чудеа. Ние заедно таму месевме и манти, тегневме. Се, како да сме, само со погледот се разбираме што треба и како треба. Еве вака ова сега. Нивната животна приказна покажува дека исхраната не била никаква пречка за какви било поделби. Напротив, била мотив за многу пријателски вечери, дружења, радости и таги во животот. Пријателство што е символ, како да речам дека не сме се разликувале дали јас сум македонка или тие се муслимани. Не себично се помага. Постојано се бевме заедно, само на спиење бевме раздвоени. Так пред спиење по еден круг ќе прошетавме по околу зградата, па ќе
се вратевме секој свој дом да си Ако легне. сум ја зафатена, таа ќе го свари графчето и ќе ми донеси пола на мене, тенџерче пола за неа. Ако направи пита, ако е за мене, не става од озгора путер, туку маргарин и не става јогурт или ова кајмак. Кисело млеко кога е пред крај. Секогаш ми помагала. Во се сме се помагале. Научиле многу едни за други. Размениле илјадници рецепти, подготвиле и подариле многу љубов и искреност на своите различни семејства. Поврзале многу пријателства. Керката ќе ја мажа, меѓутоа сака да се венча во црква, ако не е крстена, не може. И тогаш ја крсти дедо Кирил, таму направивме ручек и многу убаво си поминавме. Го познавам, Го многу познав. добар човек беше, многу хуман човек беше, он помагаше на сите. Една саем изложба кога имавме пред 10 години, има тетка Вера? И Има повише. Сега Има 4 повеќе, како значи, повеќе. уствари 2007, така, 10 години, излагачи на саем и дедо Кирил поминуваше по сите хали. И застана кај нас, но вистина станот беше многу убав. Ние, како што гледате доле од изложбата, со мебел работиме тоа. И со тетка Вера, она дојде, нели, да ни честита како ова, она. Така да, и он дојде и даде молитва, нели, да ви даде Бог берекет, да ве чува од зло едно друго. Така да, ете, ми беше драго што знае кој сме, што сме и така со онако од срце ни посака, нели, успех и здравје. месото да го измешам, може? Да, месото, али не цело, пола ми треба. Пола, Вака добро. е овој дел стави. Да. Празниците им биле радост за нивните домови. Секогаш јајца на нивната за Великден имало јајца на нивната маса. Керка ми као дете се радувала да ги Да. шара, да ги декорира, ги бираше боите. А кај мене за Курбан Бајрам ми даваат, ми носат, нели, подарок, месо, или еве и обетки ми подариле. Баклава обавезно. Баклава цела тепсија кај нас за Бајрам, исто како кај Јасмина. Ако дојдат гости кај Јасмина, оти многу и доаѓаат, нема таму и јас кај мене. Јасмина, каде се? Ај дојдете, еве ја тепсијата баклава, кафе ќе се напиеме, чај. Многу се научив да пијам со неа чај, нели имаше она. Иако денеска не се соседки, изградените врски од минатото ги прави неразделни. Нели брзо дојде алвата, кажеш. Ова сега по налог на Јасмина со мет уште побава ќе биде, само вака правам да пие. Никогаш не сме се замериле до сега до овој ден за ништо. 24 години сме заедно. Незините пријатели и мои пријатели, моите роднини и незини. Знае дека пријателка секогаш како има Јасмина. помош, мака без граници, Да. без материјално, нели? Јасмина има 3 сестри и таа 4. И кога ќе дојдат во Скопје, првин кај мене идат. Ти си ни мајка и сестра, сме срекни што Јасмина е со тебе и така. Јасмина и Вера одвоија еден ден и подготвија се што може да биде традиционална храна за еден Рамазан, за еден Великден, за едни рамазански пости или за еден христијански пост. Еве ја денеска приготвив манти, значи тоа е пита со мелено месо и со кромит, црн бибер по желба, нели? И ова е пита со спанач, паблака и јајци има внатре. Од посно првин го сварив гравчето и потоа го потпеков. Тавче гравче со прасие. Овде имам телешко со кромпир. Телешкото претходно го динстам, значи ставам ружмарин, ставам малце кромит, една овакво, главица и ставам вегета. Посен зелник го викаме во преспа мрзлив зелник. Значи малку бара сукање и внатре филот му е со спанак и прас. Овде имам саган долма, тоа е од поврче, значи тиквица, модри патлиџан, црвен патлиџан, пиперка и кромит. За постите обавезно, значи за Бајрам, за ифтар кога каниме гости, исто го приготвуваме. Подготвив посна сарма. Посната сарма исто со прасе сецкан, пржен, ориз, зачини, стандардни зачини, букове, црвен пипер, малку вегета, бибер. Ова ние го со тетка Вера го викаме мако док пуко. Тоа е пиперка со кајмак и путер.
печена, љупена пиперка. Посна, еве, марула со кромиче и црвена пиперка. Тие се питици кои сите ги сакат, значи меки се, убави се, ако вака. Може би на око не ви изгледат. Да. Па она не се сече, него се кршеве вака. Значи, многу е битно да биде вака издашна и убава. Тоа е знакот дека е убаво и печена и вкусна питица. За Рамазан, за тоа што нели цел ден си гладуваш, седиш, па гледаш да ти е нешто што повкусно и поубаво. И посно за десерт алва. Тука имам и баклава, тоа е со ореви и на путер е правена. И шербет, нели. Овде имаме кадаиф. Кадаиф нешто слично се приготвува као се попарува со шербет, значи се пече Само со путер, да. Внатре исто има ореви, тоа е кадаифот и него сите го сакат и познати хурмашици, едно најстаро сладко кај бошњаците, нели, што го служиме. Сето тоа го направија за нас, за сите вас. Тако ми времена човек е заиста на губитку, само не они кои вjeruju и добра дела чине и едни други им препоручуju истину и strpljenje. Дај Боже мир кај секого да има, да нема никакве расправи, недоразбирања, дај Боже. Тоа многу ме боли, навистина би сакала сегде, цел свет, да има мир и спокојство. Да децава ни живеат во еден мир и благосостојба. Сите луѓе во светот, не само во Македонија и на секаде да има. Љубов Мир, препорачувам, љубов и меѓусобна љубов, почит препорачувам на секого, jer така само мирно спие човек. Домот на Јасмина остана со помешаните вкусови и на Рамазан и на Великден. Мир, трпение, љубов, почит. И ајде да те бакнеме. На подготвената трпеза повторно ќе седнат нивните семејства. Сите заедно, како што доликува на мултирелигиска и мултикултурна Македонија.